Почитувани представници на медиумите, ви благодарам за вашето присуство. Навистина имаме денеска почнување на значајни настани во нашата земја, каде што на наша голема чест се млади социјалдемократи од Европа, секако предводени од ЮСИ, а тоа е Светската интернационала на социјалисти. Навистина во вистински момент, кога како социјалдемократи пред се заедно со нашата младина се трудиме низ диалог, по пат на преговори, да ги подобриме процесите воопшто во нашата земја, унапредувајќи го севкупниот квалитет на живот, секако заедно со севкупната слобода, демократија, правда, но и економските перспективи на нашата земја. Ваква средба од 2002 година прв пат се организира во Македонија. Навистина овие млади луѓе, кои што можевте да ги видите овде, се лидери од нивните општества пред од балканските земји, но секако и од Европската унија, кои што заедно со нас ќе исцрпат искуство до што ние го работиме, но и ќе споделат со нашите младини, со нашата младина искуства од нивните земји, се во функција на принципиелно унапредување на квалитетот на граѓаните, генерално на Европската унија, но секако и на нашата Македонија. Затоа денеска се надевам дека оваа средба ќе донесе плюс бенефит за политичкиот развој во нашата земја, имајќи предвид дека младите се токму тие кои што се идни генерации на кои што го ставаме ова наше општество да го надоградуваат во делот на севкупниот квалитет на живот за сите граѓани. Повелете. Председателе, околу преговорите за излез од политичката криза, ВМРО ДПМН вчера обвини дека вие сте тие што правите застој во разговорите и одложувате се до последниот момент, дури дека имате план Б за навраќање на политичките бомби доколку не успее овој процес. Ако опозицијата сакаше да продолжи со бомбите, воопшто немаше да седне со Никола Груевски со власта на преговори. Нашето убедување е дека по пат на преговори овој хибриден режим ќе замине. Апсолутно принципелно поставени, благодарение исто така на меѓународната заедница, која што е менаџер на целиот преговарачки процес, а секако и овде на имплементацијата на договореното. Навистина не би сакал да навлегувам во детали на вината заради тоа што на крајот меѓународната заедница е таа која што ќе каже кој навистина е целосно посветен на процесот со развој на идеи и секаков вид на опции, а кој навистина го блокира процесот. Вчера во изјавата еве денеска ќе потврдам, генерално сме поставени и принципиелно бараме од сите максимално да се посветат на процесот. Само ќе ве потсетам, од договорот од 2 јуни има рокови кои што завршуваат на крајот на јули, рокови кои што завршуваат на крајот на август. Но еве, овој преговарачки процес од 2 јуни се пролонгираше на 15 јули. Тоа значи месец и половина. Ако тој месец и половина од крајот на август го пресметаме, тоа е 15 октомври. Значи роковите веќе, кажи речи, ги пробиваме. Мора да донесеме изборна регулатива, прочистување на избирачкиот список. Мораме да донесеме регулатива и одлуки како со медиумите понатамо. А предстои правосудството, предстојат толку многу области за кои што на вистина, ако сме со љубов посветени кон оваа наша земја, максимално може и да се посветиме овде. Јас вчера апелирав и денеска апелирам да не дозволиме во 5 за 12 да ги носиме одлуките. Зошто? Заради тоа што тоа не е транспарентно, не е честно пред општеството. Убаво е ден, два, па макар и недела дена, порано да ги донесеме, да ги соопштиме, додека институциите ги усвојат во парламент или во соодветни институции во кои што ќе се носат заради нивната комплетна реализација. Принципиелен е апелот на вистина да се посветиме, бегање од договорот нема. Ако некој калкулира дека со тоа купување на време ќе избегне нешто од тоа што треба договорот да го имплементира и го потврди, само се лаже. Затоа ден порано да ги завршиме работите за да можеме да преминеме на следните фази. Ова е сериозен процес кој што е отворен пред Република Македонија, само сериозно посветување во неговото имплементирање може да донесе квалитет повеќе за граѓаните. Вистина ли е дека сте непопустливи? Ние сме рационални луѓе. Еве граѓаните ценат дали сме непопустливи или сме попустливи во процесот. Ние кога седнуваме на маса знаеме дека договорот мора да се постигне некаде на средина пат. И тоа е така. Но апсолутно црвените линии се поставени. Ако при овој тригер кој што се отвори во општеството со политичката криза, навистина честно не се поставиме исклучиво кон интересите на Македонија и на граѓаните, не на политичарите и политичките партии, тогаш само се лажеме ние
и ги лажиме нашите граѓани. Црвените линии не смеат да бидат поминати. Им благодарам на искусните луѓе од меѓународната заедница, кои што се овде и на вистина принципелната нивна поставеност до она што значи развој на демократијата и демократското општество, апсолутно непопустливост е од нивна страна, е едно освестување и за нас, политичарите, кои што некој пат гледаме на вистина само до дрвата, не гледајќи ја шумата. Така да, секако сме спремни за секој аргумент на маса да разговараме и да биде разговарано за секој наш аргумент ставен на маса, но тие се аргументите. Не може да вртиме во круг секој ден на исти теми. Дај да пресекуваме и да носиме одлуки. Треба да седнат на маса таму и Груевски и Заев, нека седнат. Но одлуките да се носат. Македонија мора да ита, да брза, максимално можно кон унапредување на квалитетот на живот на своите граѓани. Анкетната комисија во собрание веќе втора недела, како го помена рокот кој требаше да се формира. Има ли некаква реакција од меѓународната заедница, ве притискаат ли едните и другите? Ние немаме притисок заради тоа што сме навистина принципелно поставени. Пред се предлозите во вакви ситуации кога има разноликост на партиите паѓат од меѓународната заедница и ние сме окей со ваквите предлози. Немаме некогаш изговор од страна на власта или оправдание зошто едноставно не стартуваат работите во нивната реализација. Знаете како, не може насловот да биде проблем на анкетната комисија. Насловот го пишува во договорот. И тоа да се банализира, навистина не гледам никакво оправдание. Кажувам како моментум или детал зошто одредени процеси се закочуваат. Бегање нема, ако треба да дефинираме насловот на анкетната комисија, него го пишува во договорот од пржино. Ако треба принципелно бројот да се постави, нека се постави. Ако некој од политичарите мисли дека треба да ја затвори седницата, нека излезе пред јавноста и нека каже зошто тој сака да даде исказ на затворена седница. А се бориме за транспарентност сите. Така да принципелни се работите. И апсолутно нема никакви причини за одолговлекување на било кој од процесите кои што се во преговарачка фаза. Ви најавивте викендов дека ќе почнете да разговарате и за кадровските прашања, но некои медиуми веќе објавија дека Дамјан Манчевски е идниот председател на ДИК. Еве, јас сум прв во опозицијата и имињата ги слушам прв пат од медиумите. Рете Валја Заев да знае кои се имињата. До сега посветено работевме на процедурите, на принципелно поставеност во самите институции, кои што ќе бидат обврска на опозицијата. Повторувам уште еднаш, во преодна влада ние не влегуваме да владееме со ВМРО-ДПМН. Ние во преодната влада влегуваме да бидеме гарантори на фер, регуларни и демократски избори. Тоа значи целосното влегување во овие институции, како што се дефинирани во договорот од 15 јули, значи обврска на опозицијата да ги спроведе сите контролни механизми и моментуми во целиот овој 6-месечен период пред нас, за да победникот на крајот има полн легитимитет. Груевски тоа го гарантира преку сите институции. Заев, еве фигуративно зборувам како први луѓе од власт и од опозицијата, тоа ќе може преку овие неколку министерства да го направи. И апсолутно тоа е за на крајот победникот да има целосен легитимитет. Ова не е само заради победникот. Тоа само по себе значи гаранција дека ќе имаме слободно изразена волја од граѓаните. А при тоа да бидеме од помош на целиот овој преговарачки процес, кој што ќе значи враќање на демократските институции во Македонија или силни исчекори до 24 декември на враќањето на тие демократски институции. Дали барањето дуи можеме да ја се компликува целата ситуација за изборот на 8 години е дуе во власт. Сега да го става рамковниот договор и неговата имплементација на маса, трудејќи се целиот овој период само за партиските вработувања и тоа да биде рамковен договор, апсолутно е непринципелно, но ние сме отворени да разговараме за се. Ние на иднината на Македонија не гледаме на договор. Ние на иднината на Македонија гледаме една држава, едно општество, еднакви граѓани во се. Така да се отвори повторно рамковниот договор и неговата реализација од страна на ДУИ, кој што 8 години во власта, или 7,5 години во власта, што правеле си во овие години таму? Стоиме на располагање во функција на еднакво подобрување на квалитетот на граѓаните од секој аспект. За таа работа договори не ни требат.
За таа работа ни треба транспарентност, честност, отвореност, комплетно разбирање за другите етнички заедници, освен нашата од која што потекнуваме, и само на тој начин можеме да градиме квалитетен живот за сите и добри перспективи за идните генерации. Друга тема на страна, ваше мислење околу изборот на обвинителката Катица Јанева и очекување? Обвинителката е со целосна автономија и апсолутно нема да си дозволам да коментирам било какви нејзини чекори, заради тоа што јас сум еден од тие, како репрезент на опозицијата, кој што даде целосна доверба и на законското решение и на кадровското решение Катица Јанева за специјален обвинител. Целосна автономија значи целосно нејзино право да го состави тимот со кој што ја презема оваа голема обврска, но секако и чест за процесот кој што следува, специјалното обвинителство треба да го отвори и да го води.